Здраво на девиците овде! Ајде да видиме што носи остатокот на оваа година за вас, драги мои девици. И да, ова е полугодишно видео овде, ќе зборуваме за остатокот од годината, меѓутоа ќе одиме со ред од јули до декември, за секој месец поединечно, по една-две кратки пораки, да, кратки, меѓутоа важни, она големо, она најважно што ќе се случува во месецот. Нема да зборуваме за ситници, ќе зборуваме само за она што е вредно да се спомне и она што ќе направи впечаток, ќе остави печат. За голем дел од вас зборуваме, се разбира, затоа нема за сите да биде исто, нема да биде ист начинот на интерпретација на пораката, но нема да биде и за сите важна пораката. Затоа вие сте тука да си ја препознаете вашата и да си ја толкувате онака како што таа соодветствува во вашиот живот. Да не должиме да видиме со ред што носи најпрво јули. Јули месец за вас, девиците, ќе донесе некакви ова е нешто, вака, најпрво, она што прво го гледаме, вие што работите на висина, некако, вашата работа подразбира да работите вие качени на нешто, да сте на високо некако, во тој смисол, сакам да ви кажам, дека треба многу да внимавате, затоа што можни се некакви ситни несреќи, некакви повреди, нема да биде ништо, не плашите се страшно, не знам колку, меѓутоа, токму затоа ја спомнувам овде поракава, да внимавате, значи многу внимавајте. Затоа што некогаш, знаете, едно малецко ситно камче ќе не сопне и ќе се повредиме. То толку може да е ситно. Значи внимавајте. Друг дел од вас пак, вие што се занимавате со некаков занает, хоби, можеби, можни се исто и тука некакви несреќи, нешто да ви падне од рака, во нешто да сгрешите и тој цел процес долготрпен однеднаш да се распадне. Затоа внимавајте, бидете внимателни, може периодот само ќе бидете едноставно ќе ви паѓаат предмети од раце, ќе доживувате такви некои ситни мале несреќи. Не сакам да кажам несреќи, меѓутоа ете така некои ситници ќе се случуваат. Затоа внимателни бидете, особено вие што работите со деликатни нешта и особено вие што работите на висина. А друг дел од вас гледам дека и после тоа, да, ќе се чувствувате некако разочарани, не ви се комплетни работиве, нешто сте изгубиле, нешто сте скршиле, нешто не ви е комплетно и одново мора да почнете некој процес одново. Тоа вие го можете вие да го завршите тоа, меѓутоа ќе ве оптеретува мислата дека се треба да почнете одново заради ваша невнимателност, заради ваша грешка, затоа внимавајте. Одиме со август. Август месец, некој во вашиот живот, сега веќе си ја препознаете пораката, ако имате некој кој е оној што заработува во домот, оној што најмногу придонесува, меѓутоа оној кој буквално се жртвува на некој начин. Или можеби вие сте тој, вие сте таа, вие сте тие кои се жртвувате. Значи август ќе биде месец на страшно големи жртви, на големи жртви, и ова е во поглед на финанси. Некој многу се жртвува да го донесе, да ги оствари работите, да донесе храна во домот, да не зборуваме само за храна, значи оној кој придонесува дома.
тој многу ќе се жртвува, значи август месец страшно големи жртви. Ако сте вие внимавајте на здравјето, што гледам дека некои од вас за да успеете да останете будни или за да успеете да издржите физички, можеби ќе почнете да конзумирате нешто, не знам што е тоа, меѓутоа нешто што би ви ја кренало енергијата, а други од вас па можеби едноставно ќе мора, ако некој пак друг се жртвува во вашиот живот, дури гледам дека надчовечки напори вложува за да издржи. Треба да се внимава многу на здравјето, не, во никој случај нема да се случи ништо по здравјето, меѓутоа, ако гледаме долгорочно на нештово, не треба да се истоштувате до таа мера до која во иднина ќе си направите штета на здравјето, на убавината, на изгледот, на што и да е. Може едноставно физички не се грижите доволно за себе, жртвувајќи се вака. Или пак, ви кажав, ако е друг, погледнете колку жртва прави и дали е тоа добро за неговото здравје. Одиме на септември. Септември пак е месец фантастичен, запомнете го, ова е месец фантастичен за девиците. Овде вие ќе некоја победа, некој успех, некоја добивка доаѓа на голема врата. Ова е страшно големо исполнување на желби. Некаква желба ќе ви желба во нешто во вас, нешто на вас, нешто лично од вас е ова. Овде не е ова помош од некој друг. Ова е лично ваш успех, ваша победа. Вие нешто многу големо ќе добиете, ќе остварите, ќе дадете, ќе понудите, како и да е, ова е нешто навистина големо, навистина плодно, успешно и материјално, и емотивно, и на секој можен начин ќе се чувствувате исполнети и среќни. Септември исто така се случува конечно вас да ви се растоварат бродовите. Ова е една метафора само на тоа што ќе се случува во вашиот живот, значи она што го очекувате, она на кое работите, она кое ви е потребно, конечно сега се случува. Може би е поврзана овде таа личност која се жртвуваше, може би вие кои се жртвувавте досега, конечно сега ќе ги растоварите бродовите. Ќе ги растоварите со успеси, со постигнати материјални успеси, емотивни, какви да се. Ќе постигнете невиден баланс на се она што беше излезено од контрола, се она што беше претешко, конечно ќе го избалансирате и со самиот тој баланс вие влегувате во една совршена благосостојба. Одиме со октомври. Да, октомври месец пак сите вие што сте имале проблеми со партнерот, брачен партнер, каков и да е партнер, може партнер во работата, може би некаков партнер, некој дел од вас. Сите што сте имале проблеми околу комуникација, проблеми околу недоразбирања, тоа завршува. Значи во октомври вие ставате крај на сите недоразбирања, на сите проблеми што произлегуваа од расправи, од недоразбирања, од кавги, ке речеме. Значи сето тоа завршува и ставате крај. И со тоа што ќе ставите крај, всушност, вие се помирувате, може би помирување за некој, може би па некаква победа, исто и во ова може да потекнува нешто уште од август. Од август, како кажавме, па потоа одеша во септември, па и во октомври ќе чувствувате дел од оваа жртва што се даваше. И сега
и сега таа благосостојба се уште трае, се уште се совршено. Еден друг дел од вас пак може би ќе чуете за состојбата на некој повозрасен во вашиот живот. Не е нешто што би ве повредило ова нешто длабоко, меѓутоа може би ќе го напушти светов некој кој го знаевте, а кој емотивно може не сте врзани, меѓутоа го знаевте и така некако ќе ве изненади информацијата. Одиме со ноември. Исто, ноември бил еден многу убав месец за вас, девиците. Па, прилично остатокот на оваа година за вас е многу добро. Ноември, пак, гледам дека некои од вас купувате, може би, нов стан, може би се вселувате во нов дом, нова куќа, може би купувате автомобил, нешто големо, не е ова ситница, значи нешто големо купувате и нешто што ќе ве направи да се чувствувате доста успешни. И не само да ве направи да се чувствувате, туку вие и ќе бидете доста успешни во тој поглед. Доаѓа некаква информација, доаѓа некаква идеја, тие што сте во некаков надпревар, тој збор под наводници, значи може се да биде, ќе разберете, ќе сватите, ќе добиете информација или пак конечно ќе добиете идеја како да си останете на врвот, како да бидете победници. Значи во секој случај многу убав месец, во многу полиња и во многу аспекти успеси и финансиски и значи во кариерата дефинитивно успеси, ќе бидете на врвот, ќе бидете тие што ќе бидат одбрани ако треба некаде да бидете одбрани на некаква листа, ќе се најдете на врвот. И сега одиме со декември уште. А декември ќе биде месец на евоцирање спомени, на одмор, тука ќе си дадете оддишка, сакате сега малце да здивнете, сакате да одморите со семејството, многу убави топли моменти, периоди на љубов, на емоции, на задоволство, среќа, баланс, значи буквално на хармонија која ќе ја чувствувате, било да имате било да имате семејство или сте сами или како и да вие ќе чувствувате оваа хармонија и буквално благосостојба. Некој шкорпија, некој риби или некој рак ќе игра голема улога тука ќе придонесува како да се чувствувате вие вака убаво. Драги мои девици, се надавам уживавте и до следното видео. Чао!